Градоначалниче, медиумите објавија дека сте во самоизолација, дали е точна оваа информација? Да, по добивањето на веста дека тројца велешани се инфицирани, утврдивме дека двајца од нив биле на преглед кај мојата сопруга која е матичен лекар. И за секој случај вчера сами одлучивме да се пријавиме за да се земат примероци присеви и во тој момент сме во домашна самоизолација. Состојбата ви е, претпоставувам, добра, немате никакви симптоми? Да, немаме никакви симптоми, одлично се чувствуваме, меѓутоа со нетрпение ги очекуваме резултатите. И сакам да упатам апел до моите сограѓанки и сограѓани да ги почитуваат препораките на Министерот за здравство, на Централниот кризен штаб, на Општинскиот штаб за заштита и спасување, да останат дома, да се придржуваат на упатствата и да не ги осудуваат заразените, затоа што никогаш не се знае кој со која личност може да стапи во контакт. Едноставно треба сите да се потржуваме за да излеземе што побрзо и полесно од оваа ситуација. Веројатно работите околу водењето на градот ги обавувате сега од дома. Вчера кризниот штаб донесе одлука, односно му препорача на државниот врв, односно на државниот кризен штаб, во зависност од состојбата со заболените во Велес, да се затворат сите влезови. Дали останувате на тоа? Па да, вчера одржавме петата седница на Општинскиот штаб. Градоначалникот по функција е комендант, председава со седницата по електронски пат благодарение на информатичко-комуникацијската технологија. Имаме одлична, прекрасна соработка со сите институции на централно и на локално ниво, вклучувајќи ги здравствените институции, полицијата, армијата, Центарот за социјални работи, Црвен крст, Дирекција за заштита и спасување, Центар за управување со кризи, територијалната противпожарна единица и преземаме сите мерки што се во наша надлежност. Доколку ескалира ситуацијата во Велес, ќе бараме по примерот на Куманово да се заострат мерките за контролиран влез и излез од градот.